Колешката Сонја Рилковска, верувам, не очекува. Угостителското училиште во Охрид Ванчо Питошевски е местото каде што се образува, може слободно да кажеме, најдефицитарниот кадар кој што и тоа како е потребен кај нас во државата. Па повеќе информации има колешката Сонја Рилковска. Сонја, те слушаме, те следиме, повели. Добро утро. Стручното угостителско училиште Ванчо Питошевски ќе разговараме за најдефицитарниот кадар и интересот за стручно образование. Овде со мене е директорот на угостителското училиште Тони Андрески. Добро ви утро, Андрески. Последниве години забележително расте интересот за стручно образование. Да, апсолутно расте интересот за стручно образование, поготово од кога како е воведени дуални паралелки, што значи од прва година обавуваат пракса кај работодавач и таму од прва година веќе почнуваат децата да заработуваат. Покрај тоа мора да напоменам дека сме регионален центар, државно училиште, не сме општинско училиште веќе, значи веќе 3 години и државата го препозна тој концепт, што значи регионален центар и сите деца од југозападниот регион кои сакаат да се бават со угостителско и туризам би требало да се запишат кај нас. Децата веќе од прва година обавуваат пракса, значи кај работодавач, значи кај нас имаме прекрасни услови, реновиран цело школо, реновиран ученички дом. И имаме, значи, кабинети најсовремени по пракса, најсовремени училници и од првиот месец да кажам дека веќе се упатени во работата во туристичкиот сектор. Така, Андрески, видите имаат пракса. Би сакала да прашам, го имаме тој најдефицитарен кадар, за жал, во секторот угостителство, но колку се овие ученици кои што се образуваат, кај вас подготвени да се вклучат во пазарот на трудот? Значи, со самето доаѓање кај нас во прва година, како што напоменав, значи од првата недела веќе почнуваат да обуваат пракса во нашите кабинети. Исто, значи, од првата недела да нагласам, одат во хотелите, рестораните, значи, во туристичките агенции и да не речам за неполни 6 месеци, веќе тие се способни да ја работат она почетна нивна основна работа и се запознаени, значи, со концептот на работа во туризмот. Ги начинавте условите, навистина училиштето е комплетно реновирано, имате и кабинети, а имате и современа кујна каде што може да се одвива пракса. Апсолутно да, значи кабинетите и училиштето се реновирани, значи имаме, морам да ги пофалам и професорите, стварно стручни професори, да, кои ги спремаат и, значи, ево, ќе ви кажат колегата понатака, каде се учествуваат и какви награди имаат донесено, значи, од тие надпревари. Така, ви благодарам многу, Андревски. Овде со нас е и професорот Лазе Дуновски. Добро ви утро, професоре. Ајде да ве запрашаме околу тие награди и признанија и честопати вашите ученици се дел од меѓународни проекти. Прво би сакал да истакнам дека пред 3 години се воведе дуалното образование, кое на младите им овозможи директно и брзо вработување, сигурна иднина и солидни лични доходи. Морам да напоменам дека сите квалификации во регионалниот центар се дуални паралелки. Инаку со поддршка на центарот и наставниот кадар, голем дел од нашите ученици, без оглед на етничка или родова припадност, учествуваат на надпревари од различни области. Например, минатата година регионалниот центар беше домаќин на 11-тиот поред меѓународен гастрономски надпревар КАЦУС, каде што учество зеде околу 250 ученици од 15 училишта од Југоисточна Европа. Нашите ученици освоија 2 златни и 1 сребрена медаља. Ова година на истиот надпревар кој се одржа во Република Хрватска во Осијек,
нашите ученици освоја 2 сребрени и 1 бронзена медаља. Исто така, во рамките на програмата за мобилност на Европската комисија Еразмус, нашиот центар реализира повеќе грантови преку кои нашите ученици, поголем дел од нашите ученици, има можност да реализираат практична настава во реномирани хотелски комплекси во Италија, Португалија, Шпанија, Турција, Хрватска, Словенија. Исто така би сакал да напоменам дека кадарот кој што го произведува овој регионален центар е дефицитарен, повторно ќе кажам, на пазарот на трудот. Како да ги мотивираме професори, како да ги задржиме ние? Ние го имаме овој кадар, вие го образувате, но најчесто ни заминуваат. Вака државата и заедницата го препознат значењето што го има регионалниот центар. На кој начин? Прво, една од основните функции е јакнење на капацитетите на наставниот кадар. Наставниот кадар, тој е политика на регионалниот центар, е вложување во јакнење на капацитетите на наставниот кадар. Како? Преку учество на многобројни интензивни тренинзи во организација на разни организации како што се ГОПА, Хелветас, ЕУ за млади и така натаму. Исто така, регионалниот центар активно промовира волонтерско учество на нашите ученици, наставниот кадар во активностите на заедницата. Морам да напоменам исто така дека една од основните функции на регионалниот центар покрај формалното образование и образованието на возрастни. Ние, како пилот проект под експертиза на ЕУ за млади во соработка со Центарот за образование на возрастни, минатите 3 месеци извршивме процес на валидирање на знаења, постоечки компетенции, вештини на 4 кандидати за дел од квалификациите барист и пица мајстор. Одлично. Наброивте дека навистина се учествува на многу меѓународни надпревари. Честитки и за професорите и за учениците, нека се нижат успесите и најважно од се овој кадар е да остане во нашата земја. Студио